Лека ноќ. Вие сте на вашата омилена телевизија. Ова се вчерашни новости. Јас сум Петар, а до мене е мојата колешка Јована. Така е, Петар. Секоја недела во овој термин во 19 часот и 10 минути дознаваме последни, затоа што сме на чекор зад сите. Па ајде да ги проследиме вечерашните вчерашни новости. Вчерашни последни дознаваат кој и зошто го предизвика народот да излезе на улица. Ексклузивно, вчерашни во присуство на единицата ловци на фантоми. Како поминуваат нашите евровизиски представници во Лондон. 50-ти јубилеен гол за Груевски. Вчерашни ги има деталите. Дознајте последни каква е атмосферата во диаспората. Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 39.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да џвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, џвакај, џвакај ти. Чунга лунга, чунга лунга. Масовни протести на скопските улици. Револтирани граѓани својот бес и незадоволство го изразуваат со демонстрации на кои се инсистира на одговорност и се бара оставка од председателот. Вчерашни низ хронолошки осврт подсетува на замногумина скандалозната одлука на председателот на Куќиниот совет. Се започна со сосема неочекуваната изјава на првиот човек, кој пред влезот реши да ги помири раскараните, земајќи ја на своите плеки целосната одговорност за развојот на настаните. Сите знаеме каква е ситуацијата во нашата зграда, колку станарите беа поделени помеѓу себе. Сето тоа предизвикува голема нетрпеливост и лош углед на нашата зграда во целиот комшилук. Тоа не е во наш интерес. Тоа е во интерес на странските други што се во другиве мала од другиве згради. Имат територијални претензии, сакат да ни се вселат во зградата и на нивниот имотен лист да се пише зградата, заради да се прекинат ваквата нетрпеливост. Јас сам, без консултација со никого, само со сопругата моја, донесов одлука сите што имаат било какви нерасчистени сметки со зградава и тие што не плаќаат за чистачка и овој Благајников што си го догради терасичето и сите други да ги аболицирам и да ги помилувам. Станарите со вчудо невиденост реагираа на одлуката, сметајќи дека таа нема да ја донеси добро на зградата и со дилема колку таа наместо да ги спои, дополнително ќе ги раздели. Одлуката да се повлече одма и оставка да поднесе. Помилување се заслужува. Па тоа си е негова работа како председател. Навистина не сакам да навлегувам, си го гледам својот живот, мојот животен стил. И шо, ние што плаќаме и башка пензионери, глупови сме. И оној Ѓорјот шести се уби од крадење пари за дезинфекција што забиравме за бубашаби, тераса си изгради. И експертската јавност се произнесе за решението. Освен еден, сите беа со единствен став дека председателот ги пречекорил овластувањата. Одлуката е кристално чиста. Ова може да го напише само дебил. Она што му представува негово право, тој само го реализира. Делува буквално како да е дрогиран и како да не разбира што навистина се случило. Иако и соседите и експертите побараа тој да ја повлечи одлуката.
Непоколебливиот председател остана цврст на ставот дека со одлуката ја решил кризата. То дополнително ги предизвика гневот на станарите кои својот револт од влезот го пренесоа на улиците. Оставка! 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 Во живо во овие вести ја вклучуваме нашата репортерка која ни ја пренесува атмосферата во главниот град, каде на улиците се сите станари незадоволни од одлуката на председателот. Моментално се наоѓаме на протестот каде што станарите го изразуваат својот револт према председателот на Куќниот совет. Јас сум легалист и сум све правно да се заврши, ама аболиција за овој човек никако. Лифт не плаќа. Ќерка му на оној секоја вечер со различен доаѓа. Лом го направиме за нив. Ја да не му го носев троседот, кожен догоре. Он не прјал улаз и не бе да плаќал чистачка. Мислам, срамота. Нон-стоп треси чаршафи од тераса, имам долубува шваби и глувци еден куп кај мене. Ајде, оставка! Голем број од станарите од соседните згради, од околните населби се приклучуваат на овој протест, противејќи се на одлуките на председателот на Куќниот совет. Значи, масивна маса на станари се револтирани од целата ситуација. Се надевам дека подоцна ќе се јавиме со следна репортажа. Колешке, благодарам за вклучувањето во вестите. Се надеваме дека кризата ќе се реши до наредните вчерашни, па ќе нема потреба од ново јавување од скопските улици. А во меѓувреме да ја видиме и реакцијата на председателот Иванов, кој сакајќи да даде свој придонес за разрешување на кризата. На свој начин ги коментираше случувањата кои ги предизвика неговиот колега од влезот број 2 од истата зграда. Дали највисоките функционери на власта се вмешани во Дали највисоките функционери Што беше впрочем кажано на денешната средба со представниците на меѓународната заедница? Да преземат физички ликвидации. Дали највисоките функционери на власта се вмешани во Дали на овој начин граѓаните губат можност да дознаат кој преслушувал, кој направил. Како сега треба да се чувствуваат стотиците, илјадници граѓани? Кога се емоции, кога луѓето ги заведува толпата и беа забележани Масовните протести се обиде да ги искористи опозицијата која со своите канваси се приклучи кон шарената револуција и сакаше турското сценарио кој се случува на Македонија да го префарба во портокалово и да му даде украински шмек. Ги прашавме граѓаните дали го препознаваат ова сценарио. Аш не знам како мислење треба да има за украинско сценарио. Украински не. Само турски серии. Нема мислење. Комарци има многу. Сум чула, да, повеќе пат. Па нема потреба од украинско сценарио, кога ние имаме наше македонско сценарио. Па е боле украинско сценарио него бугарски воз. Може, например, украинците да учат од нас, ние да им го даеме нашето сценарио. Па не, ама русинки, појќе онака ги има, знаеш. Комарци има многу. Украинки кои имаше овде во Република Македонија беше најубаво. Кога игра украинкине во Кометол, тогаш имат најубавите резултати во Ракометон во Република Македонија, што дури и Кометол беше и првак во Европа, во светон, што беше. Тоа беше време украинки кога имаше, овде имаше најувезувани беа, имаше и по барои, по дискотеки, по приватни забави одеа украинки беа. Тоа беше живот, што ти речам, и Велешта и други места. Тоа беше, имаше обиди да се донесет и од Бугарија роба, меѓутоа не беше украинките беа најубави, така да ако ме прашуваш за украинско сценарио, јас сум, убаво се живееше. Фала многу. Молим. Сценаријата кои се пишуваат и се препишуваат придонесоа за денеска најавениот празник на демократијата да биде одложен за 5 јуни. Љубениците во демократија беа подготвени и оваа недела да гласаат и празнуваат, додека нивните опоненти и натаму не можат да фатат програма. Повеќе за ова го имаме нашиот репортер кој ни ја пренесува атмосферата на теренот. Петар, дали се слушаме? Да, Петар, се слушаме, одлично се слушаме.
Во владачката партија и денеска владее мобилна атмосфера, па нив и овој ден не име ништо поразличен од претходните 4765 дена. И денеска без никакви посебни притисоци, без правење списоци и без јавувања од штабовите, се забележува зголемено присуство на политички симпатизери кои што овде се позади мене, не баре изборите требаше да се одржаат денеска. Како што се докажавме во изминатите 10 години, ние сме постојано подготвени за избори. Ние бевме подготвени за 24 април, но циментото не беше стегнато. Затоа 5 јуни очекуваме да биде бетон. Граѓаните се дојдени да исполнат својата должност, дури без тоа никој од нив да го бара. Пишува во соопштението на ВМРО ДПМН. Денеска овде до мене се наоѓа еден од партиските членови. Кажете ми, зошто токму денеска се собравте овде? Абе, зошто дојдоваме онака, обично ни се јавуват. Овај пат никој не се јаве, јас знам нешто у главата, имаше 24-ти, ке имали, ке немали. Јавуваме се у штабот, никој не се јави, ама ние си дојдоваме тука. Ако има гласање, ке гласаме. Гледаме, нема, ама ние сме спремни. Секој пат, ја дојду со тие 15 луѓе што требеше си ги донесов. Ако има гласање, ќе гласаме, ако не, нешто скара, мара, ќе вртеме тука. Ние сме секој пат спремни, ни гласаме за Македонија. А сега се селиме во штабот на СДСМ, каде Џабе се екипата на селете, ке ни вони немат имаше никаква ексклузивната програма, јас да можност ви да кажам. провери дали на вистина членовите и опозиционите симпатизери не седат со далечинското во рака. Ки има избори, бе? Какви избори, бе? Нямаме програма. Кој бе нема програма? Нямаме, бе. Што, ВМРО да нема програма? Како нема, бе, види се. Пред малку испрати ја На фондацијата Сорос. Катица Јанева и таква устав нема. Абе, оди горе, качи се, смени антената, фати некоја програма таму. Шо фати антената, 100 пати сме наместиле до се антената, џабе. Абе, стани и иди ке фатиме некоја странска, 100% фаќаме. Ајде, станувај. Еден од проблемите кој го оптоваруваше одржувањето на изборите е и гласањето на нашинците што не живеат во Македонија. Нашиот репортер, инаку дописник за YouTube, со слика и тон не сели во Австралија, за директно да видиме и чуеме колку и какво е расположението на диаспората за учество на изборите во Македонија. Драги гледачи, добар ден. Сите вие многу добро знаете какви се полемики и расправи има околу прашањето дали диаспората да гласа, дали да не гласа, па зашо да гласа, па зашо да не гласа, па како да гласа и така натаму. А најинтересно е што најчесто за тоа расправаат и се расправаат некои што немаат врска со диаспората. Затоа ние одлучивме, кога викам ние, мислам на мене и на овој со камерата, на лице место во Австралија, во јадрото на нашата диаспора, од прва рака да чуеме што мислат незините членови по тоа прашање. Се извинувам, дали сте за да гласа диаспората? Да. Значи вие се секирате за Македонија? Да. А цело време се секирате? А не, преку недела работиме. А значи преку недела немате време да се секирате и обично се секирате за викенд? Па така некако. А стално се секирате на оваа плажа? А не, има и други плажи таму подолу, ама таму одиме со друштво. А сега на оваа плажа со кого си? Со жена ми. Аха, значи на оваа плажа се секираш со жена ти, а на таа плажа таму се собирате поголемо друштво и се секирате групно, да добие на тежина. Да. Поштено. Дали сте за да гласате и вие од диаспората? За што да гласаме? Па за пратеници, бе, батка. А за какви пратеници? Батка, за парламент, бе. Тоа ти е едно од најзаконодавните тела у Република Македонија. Прво ние гласаме за нив и после кога ги изгласаме, они паси гласаат за нив. Чиста работа. Не, бе, нема бизнес од тоа, не. Како бе нема? Абе, батка, па цел бизнес у Македонија иде преку влада и преку парламент, бе. Немало бизнес. Добар ден. Се извинувам, дали сте за да гласате и вие од диаспората? Да, Значи, вие се секирате за Македонија? да, многу. Па ја можам да заклучам дека оваа плажа е најболја за секирање за Македонија. Не, има и други, ама ова ни е најблиску. А сте били да се секирате на некоја плажа подалеку? Да, Каде? на Gold Coast, кој ќе одиш кон Брисбен, какви плажи има? Што збориш, госпоđo? И тамо исто добро за секирање, а? Да, бе. Многу ви фала и да уживате у секирација.
Ете, драги гледачи, видовте, слушнавте и можеме да заклучиме дека јадрото на диаспората намногу се секира на оваа плажа, на таа подоле, а дека најдобрите плажи за секирање за Македонија се од Сиднеј на кај Голд Коуст, па Брисбен и продолжаваат на кај Great Barrier Reef. За YouTube од Австралија, Тошо Малерот, himself. Државната изборна комисија е целосно подготвена за спроведување на изборите. Вчерашни беше да се запознае со новиот специјален тим на ДИК кој ја спроведуваше акцијата за ловење на фантомите. Ова е приказната за Dick Busters или понашки фантомогласачоловци, храбрата екипа која го исчисти избирачкиот список. Се наоѓаме на местото каде што демократијата е во допир со мрачните сили, каде што гласот се губи на тенката граница помеѓу постоењето и непостоењето. Во борба со овие сили ДИК организира единици кои интервенираат гласачо фантомоловци. До нас се наоѓа поручникот Томица Каревски кој што ќе не информира малце повеќе околу оваа единица и нејзиното работење. Па видете, ние сме релативно млада формирана единица, сега не формираше ДИК за овие посебни намени. Меѓутоа, ние сме сите искусни стари борци, се бориме против фантоми. Сега очекуваме да ни дојде нов контингент на млади сили, кои што со новите вработувања на владата ги очекуваме да ни ги испрадат од македонски шуми. Се екипираме со наистина јака екипа од млади, неприкосновени и безкомпромисни борци со мрачните сили што се наоѓаат од онаа страна на демократијата. Ние сме мобилна единица, ние делуваме на повик и се бориме против тие мрачни сили. Можеме да ја покажеме ако сакате како работиме. Да одиме. Ајде. Со помош на вашето сетило за слух, можете да слушнете дека тука има веќе нешто, а? Слушаш? Еве ги. Мислам дека има околу 40 комада, али тоа за нас не е ништо. Сарма ќе ги направиме. Што се 40 комада, бе? Тоа не е ни еден стан у центар, ни еднособен. Се ние имаме стајано тука една гласачка кутија, фантомоловка ја викаме. Фантомите се собираат како магнет ги привлекува. Он доаѓа, фантоми доаѓаат тука, се собираат околу кутијата и ние шклап и фаќаме живи. Ајде. Еј! Бегај! Фаќај ги, брзо! Ете, драги гледачи, од кога Навидум се смири целата ситуација, успеавме да стигнеме до еден од фантомите и да добиеме една негова изјава. Каков е фантомскиот живот? Па во последно време е многу тежок, има многу нелојална конкуренција, се увезуваат фантоми од сегде, без никакви стандарди, никој не го проверува квалитетот. Еве, јас сум, например, фантом со сертификат ISO 9001, англиски. Катастроф, што да речем. Од кога се бавите со фантомството? Па јас со фантомство се бавам од своите мали фантомски нодзе, ама сум од старо фантомско семејство. И мајка ми татко ми беа фантоми, и по еден дедо сум фантом, по другиот не сум. Значи, вие сте фантом со педигре? Со сертификати, имам и еднаш второ место извадено на надпревар за фантоми. Тоа беше, драги гледачи, све за денеска. Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 39.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово, од срцето на Шарпланина. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да џвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, џвакај, џвакај ти. Чунга лунга, лунга.
Во вчерашни новости ќе имате можност да ги следите советите на Фенг Шуи гуруто Спиро Енергија. Петар, која е денешната тема на Фенг Шуито? Јована, да. Денешната тема се однесува на тоа како до поголемо вработување, но да не откриваме се, затоа го имаме нашиот гуру, па да ги оставиме гледачите да уживаат. Добро вечер, почитувани гледачи. Се наоѓаме во рубриката Фенг Шуи за народот. Во оваа рубрика ќе ви објасниме како побрзо да стигнете до вработување. Фенг Шуито тука нуди две опции, или да се преселите во Шведска или да ги следите нашите упатства. Шведска нормално ве асоцира на шведска маса, на изобилие, на убави работи. Тоа е затоа што тие го користат Фенг Шуито. За ова ви треба само една рамка за слика на која сте среќен и книжка од партија. Универзумот сега различни партии ги рангира различно, но тоа не е проблем никаков. Книжката ја ставаме зад рамката на сликата. Ако тука имате да ставите 2500-3000 евра и да му однесете ваквата констелација на вашиот локален функционер, тоа би било најдобро. Но доколку немате, има решение и за вас. Ја оставате оваа книжка со рамката свртена кон локалната агенција за вработување. Но мора да пазите опачината да не биде свртена кон локалниот штаб на вашата партија. Откако ќе оставите ваквата констелација, вие треба само да чекате. Ден, 2, 3 година, 17 години, но универзумот бавно ќе ви исполни желбата. Се гледаме во наредната епизода каде што ќе ви покажеме како да стигнете до повеќе пари, а до тогаш не заборавајте, долга е раката на универзумот. Му благодариме на Спиро и се надеваме дека овие негови совети навистина ќе придонесат за подобрување на вашите животи. А од домот на Спиро Енергија се селиме во Лондон, каде нашата енергична Калиопи пред Островјани ја представи композицијата со која ќе настапува на Евровизија. На линија е нашиот дописник од Лондон. Кристофер, дали се слушаме? Крис, на линија, просто бевме сведоци на една неверојатна презентација на Калиопи, тука одма под Биг Бем, каде што одма до реката Емза. Калиопи беше прекрасна во својот најголем шарм и најголем сјај, просто ниеден ветер не ги вее нејзините коси како лондонскиот ветер. Да, Кристофер, како е примена Калиопи во Лондон? Калиопи просто дека е прифатена како да е лондончанка и самата. Во ниеден бутик кој го посетивме немавме проблеми, напротив, попустите се одлични, а ако времето не послужи утре, планирано е да посетиме и пазар за облеки од втора рака, се разбира. Калиопи успеа за само еден ден да најде фустан на 70% попусти и тренерки плаќаш едно земаш две за по дома. Предлагам, ако е готов прилогот од настапот на Калиопи, да го погледнеме. The most important thing for me is the audience because I don't know. I like to make everything pure and clear, to be closer to my fans, to the audience. Hands up, and just make all this ambience much greater and much better through our emotion. Ние во континуитет ќе следиме Калиопи на незината турнеја низ Европа. А во меѓувреме би можеле да дознаеме кои се најновите информации на спортски план. Петар, што се случува во светот на спортот? Токму така, Јована. Најнова информација е тоа дека Македонија деновиве слави огромен јубилеј, откако лидерот на ВМРО ДПМН и поранешен премиер го даде својот 50-ти гол. Селекторот смета дека тој е недостижен и би можел слободно да ги закачи копачките на клин. Денес е голем ден за сите љубители на спортот и политиката во Република Македонија. Имено, идолот на многу млади генерации, лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски, денес го постигна својот јубилеен 50-ти гол. Браво мајсторе, ечеше во салата кога тој со силен шут ја затресе мрежата на немоќниот голман, кој со пантерски скок се фрли на десната страна, а топката заврши на другата страна зад неговиот грб. Аплаузите и овациите од публиката траеа уште долго после овој јубилеен погодок. Ај па до година 60 да дадеш, на шега му порача директорот на Агенцијата за млади и спорт, кога му ја врачуваше наградата Златна десна кондура, што за прв пат се доделува годинава. Статистиката ги потврдува овие тврдења на спортските познавачи.
Во оваа сезона на отворање на спортски сали, Груевски покрај головите има и 84 стативи, 24 удари со глава, 17 нафрлувања, 9 асистенции, како и безброј дриблинзи. Тој воедно е и честа мета за фаулирање од противничките играчи, но засега вешто успева да избегне повреда. Во оваа прилика вреди да се забележат и другите играчи од тимот. На второ место по постигнати голови оваа сезона е вице-премиерот и министер за финансии Ставревски со 23 постигнати гола, а трет стрелец е Фросина Ременски со скромни 19 погодоци. Тука е и председателот Иванов, кој го држи неславниот рекорд со постигнати 5 автоголови. Од обичен политичар прераста у раскошен голгетер, врвен стрелец, бада е водолија, и девица ми со хороскоп така малце да се нашалиме, и оне страф и трепет за противничките играчи. Он без сок ги остава противничките голмани. За него се заинтересирава и странски селектори, они веќе ги анализират неговите дриблизи, али џабе. Доволно е да него само да му набациш у 16-терец и он само дрг со глава и гол. Нарочито е вешто у офсайд запки и додавање у празно, со еден збор, он е играч што тешко се чува. Сега, у задње време почна да си дава и некои аутоголови и не се знае како тоа ќе влијае на следнава утакмица, што ќе биде као на 5 јуни, ако уопште има, мислам, утакмица, пошто еве, као што знаете и вие, странските селектори го повикава у Виена, сега више не се знае дали он уопште ќе продужи да игра или ќе добие црвен картон. Мислам, ако продужи, веројатно нема да може да игра меѓународни утакмици, али него тој не му е важно. Он ќе си игра у локална лига и така од увек играл само за публика. Меđutim, да оставиме времето да покаже дали он ќе продужи со кариерата или ќе иде да подугачок одмор. Това е, мислам. На крајот од вестите да ја чуеме и временската прогноза, која ќе ви ја отпее нашиот дежурен синоптичар. Дал ке врне или ке греje, реброво не ми кажува, дали капа или чадор, да носиш утре ти. Сонце се пак ке не греje, попладне ке не убаво, после пладне ке не врне до силен јак. Не знам дали дожд ке има од утро па до навечер, тоа беше се да денес, толку од мене. Тоа беше се во овие вчерашни новости. Гледајте не и наредната недела во 19:10. Дознавајте последни и бидете чекор зад сите. Добра вечер. Добра вечер.